Бог не треба да го бараш надвор. Бог е во тебе. Кога ќе се свртиш према себе, ќе го спознаеш и да земат да работат на самите себе, затоа што на овој свет сме дојдени за да се спознаеме себе си. Кога ќе се спознаеш самиот себе си, ќе видиш дека и животот е многу лесен и многу убав. Навистина мислам дека кога ќе влезете во еден ваков боречки систем, ќе го смените вашиот карактер. Целиот карактер се менува целиот поглед на светот ќе се смени. Треба да отидеш на изворот, многу е битен изворот. Подразбирам да учиш од вистинските луѓе. Мислам дека секогаш пред да влезеш во нешто треба многу добро да истражиш, да видиш кај кого и од кого ќе земеш совет. И самото кунг фу значи вештина стекната со напорна работа. Значи онаа храна која што е природна. Храна која што не е запакувана. Храна која што е пакувана, колку повеќе има поминато низ процесот на обработка, таа храна веќе ја нема таа енергијата. Да, ги има тие протеини, јаглехидрати, витамини и така натаму, меѓутоа е храна без животна, ја нема таа животна енергија. Човекот не е свесен колку може самиот на себе да си помогне. И ако таа енергија е дисперзирана. Така е, да. 60 годишен човек, има шекер, има притисок, укочување на грбот, го боли кичмата, има вишок на килограми, има погрешен начин на исхрана. Дали он може да влезе во винчинот? Има ли предиспозиција? Здраво дечки, еве повторно со мене Бажи Ангеловиќ, Сител подкаст, тема личен развој која ја обработуваме у сите наши емисии, епизоди од подкастот наш, на Сител подкаст. Заврши летото, почнува новата учебна, студентска, но и спортска година, септември-мај. Некој ќе одлучи да иде на ментални фитнес, некој на физички фитнес. Времето е сега кога се уписите, септември до мај. Да се искористи тоа овие 8-9 месеци на личен развој, на работа на себе. Затоа и реши со наш прв гостин во оваа сезона да ни биде од физичкиот фитнес, но фитнес кој бара присутност во моментот. Тоа што го вежбаме, го учиме, го стекнуваме да не тера да бидеме овде и сега. Тоа е правилен начин на физички фитнес. Не да трчам, а да мислам на друго. Тогаш мислам дека трчам, на моите мисли се таму и мојата енергија. Затоа денеска имаме исто еден уникатен и одличен гостин од дисциплината од која јас потекнувам. Тоа е нашиот учител Сифу Предраг Петрески, Кунг-фу Винг Чун мајстор. Ќе му посакам едно топло Винг Чун добре дојде со Винг Чун поздрав. Добре дојде Предраг. Сифу, како си ми? Супер, поздрав исто до твои две гледачи. Убаво спомна, некако ние сакаме да ги раздвојуваме ова менталниот и физичкиот фитнес, да го кажам, така на западов каде што и ние припаѓаме. Меѓутоа, мислам дека филозофијата, таа источната филозофија од далечниот исток што доаѓа, буквално го гледа човекот како една целина, дали е ментално, дали е физичко, значи буквално како една целина. По тој, раководејќи се по таа филозофија, ја прифатив оваа вештина и навлегов длабоко во неа. 33 години од Па така некаде, да, 33 години. Почнав кај нашиот мајстор Сифу Ѓоре Костовски. Еден поздрав до мајсторот Ѓоре. Поздрав до него, да. Да не беше тој, може би нешто друго ќе вежбав. Меѓутоа го видов него и ученикот гледа да биде како мајсторот, а после тоа после 30 години гледа да биде и малце подобар од него. Да, ама никако да го стигнеме. Ако е учител понатаму работи, да. Да. И така, така да со навлегувањето во кунг-футо ќе сватите дека не е само физичкиот дел. Нормално како и секој млад човек влегуваш во боречките вештини за да научиш да се браниш. Меѓутоа, кој ќе ја видиш, кој ќе ја разгледаш и филозофијата, кој ќе навлезеш малце подлабоко во тоа, ќе почнеш да истражуваш и ги откриваш тајните и магијата на кунг-футо. Така да Кунг-футо Винг Чун. Винг Чун, да. Така да, меѓутоа, пак ќе кажам, треба да отидеш на изворот, многу е битен изворот. Што подразбираш под изворот, да разберат гледачите?
Што подразбирам? Подразбирам да учиш од вистинските луѓе. Тоа подразбирам. Значи, во тоа време, јас почнав негде 92 година, се запознав со кунг-футо, бев на еден тренинг, чисто да видам како изгледа, го видов мајсторот, како работи и немаше дилема кај мене дали треба да го вежбам ова или не треба, така да и до ден денес. Љубов на прв поглед. Да, со љубов на Винг Чун, прв така е. поглед. Да. Тоа е една порака до денешнава младина, каде што мислам дека се дезориентирани со сите овие социјални мрежи, интернетот и така натаму. Мислам дека лутаат на повеќе страни. Мислам дека секогаш пред да влезеш во нешто треба многу добро да истражиш и да видиш кај кого и од кого ќе земеш совет. Значи да го истражиш, пак ќе кажам Така извор. е. Едно е да се донесе одлука да се научи некоја боречка вештина посебно нашава Винг Чун. Та една е од важен дел од носењето на одлука, но многу е важно што кажа и Сифу, да се најде правиот извор. Така е. Вики денеска има на порталите, има реклама на се нуди, но колку е тоа квалитетно, не значи бројот на следбеници дека соодветства со квалитетот на тој што тоа не го репрезентира. Како што каже Сифу предак. Ти си бајде прво не кажав на почетокот благодарам што прифати поканата. Второ, ти си автор на книга Спознание на изворот, но пред да се прашам нешто за неа, сакам да те прашам што викаш филозофијата на Винг Чунот. Која е филозофијата според тебе на нашата дисциплина Винг Чун, кунг-фу? Па филозофијата Како ти ја разбираш? Како јас се разбирам и целата филозофија, пак ќе кажам, ја следи на источната филозофија, напорна работа. Значи и самото кунг-фу значи вештина стекната со напорна работа. Значи затоа се вика Винг Чун, кунг-фу. Винг Чун е нешто друго, во буквален превод, нели, вечна пролет и така натаму, меѓутоа и тоа е символично име, вечна пролет. Знаеме дека на пролет, кога ќе дојде пролет, луѓето се осеќаат баш онака живо, како да се родили и така натаму. Значи, оние кои што ја вежбаат оваа вештина, без разлика во кое временско доба се наоѓаат или во која старосна доба се наоѓаат, секогаш ќе се осеќаат полни со енергија. Вечна пролет. Вечна Ќе пролет. бидат од таа состојба. Така е, да. Баш така. Така да, пак ќе кажам, еднаш кога ќе влезеш во кунг-футо, во Винг Чунот, остануваш долго време во него и да не кажам за целиот живот, затоа што тоа станува и дел од твојот живот. Значи го менуваш самиот начин на живење. Да. Кои се твоите главни придобивки во твоето живење со Винг Чунот и практикување? Така. Значи, првенствено, како што реков на почетокот, кога влегов во Винг Чунот, влегов од чиста желба да научам. Од секогаш ме интересирале боречките вештини, како нормално, како младо момче во тоа време. Немавме ние тогаш мобилни телефони и така натаму, ќе дојдевме до некоја книга или некој филм ќе погледнавме и така натаму. И буквално сакав да влезам во самиот систем, да го изградам своето тело, да научам да се бранам и така натаму, затоа што со секој излегување надвор, нормално човекот е секогаш под некоја тензија во надворешната средина. Тоа било порано така, исто и денес. Исти се условите. Меѓутоа, пак ќе кажам, кога влегуваш во кунг-футо, треба да влезеш целосно. Затоа реков, кога го запознаваш учител... Што си целосно? Целосно, значи дека не може, според мене, Да. кога ќе фатам некоја работа да ја работам, сакам да ја завршам до крај. Тоа значи целосно. Кунг-футо не е само сурова сила и така натаму, значи има и филозофија. За да после неколку години работа во кунг-футо, сватив дека всушност кунг-футо на далечниот исток се вежба, бидејќи знаеме дека потекнува од религиозните храмови таму го работат, што кај нас овде за нашава култура е малце незамисливо.
Меѓутоа, цела работа е да го скроти телото и умот заедно. Значи, да добие една самата физичка активност да добие една духовна димензија. На тој начин ме инспирираше да навлезам подлабоко во вештините кои што ги нуди самото кунфу и вежбите кои што ги нуди самото кунфу, така да се запознав и со духовните вежби и така натаму, меѓутоа мора да кажам дека едното без друго не може да оди. На што мислиш едно без друго, без духовните вежби и физичките? Духовните вежби и физичките вежби. Да се постигне таа целина. Така е, да. Дух, тело. Така е, да. На крај ќе сватиме дека и нашиот поглед према човечкото битие ќе биде целосно, значи холистичко гледање на. Да, целосен пристап, холистички целосен пристап, така е, за да има резултати. Да. Оваа младина, со сите овие информации, сите влијани на кои се изложени од инфлуенсери, од се и се што на социјални мрежи, ако би влегла во винчунот, што би помогнало во нивниот развој, ова сегашна најнова младина, 25 години, која е алфа младина, пред тоа джен генерација, Так. во друго време родени со генерални карактеристики, кај што сакаат повеќе да се со флексибилно работно време, првата плата да им биде одма добра, они поинаку размислуваат не да се вработам со помала плата, сакам искуство, овие се алфа генерации, джен генерации во дигитална ера се развиени, сакаат да се самостојни, да работат фриленсерски различни работи, што и винчунот би им помогнал или не. Зашто би требале баш овие генерации сега што се на возраст од 18 до 30 да го практикуваат винчунот? Што би добиле? Па, ние сме сведоци на брзиот технолошки развој во последно време. И ги гледаме резултатите на брзиот технолошки развој. Меѓутоа, колку сме технолошки понапредни, сведоци сме на тоа дека на човекот тоа не му помага. Мислам во онаа духовна смисла. Спиритуално одиме назад. Така. Да, материјално одиме напред и така натаму имаме доста од таа технологија помош, меѓутоа духовно одиме се поназад и тоа се одразува на нашето здравје. Мислам дека како на почетокот кога почнав да вежбам, да кажам, ајде, нашиот дедо, што се вели Вилијам Чонг, пак ќе кажам, изворот секогаш го следиме, нели? Имаше една многу убава мисла, рече, мислам дека баш во Сител бевме овде, при еден семинар кога го правеше далечната 98 година, и беше прашан исто вакво прашање, како што ти ме прашуваш мене, што мислиш, кај може да помогне винчунот? Он рече дека, мислам дека винчунот ќе го спаси светот. Малце во тоа време луѓето гледа како себично на еден начин, меѓутоа сега, бидејќи јас сум во ова и гледајќи ја целава ситуација посебно со младиот свет, на која страна оди, навистина мислам дека кога ќе влезете во еден ваков боречки систем, ќе го смените вашиот карактер. Целиот карактер се менува целиот поглед на светот ќе се смени. Така. И мислам дека навистина нема ја да звучам себично ако кажам дека винчунот може да го спаси светот. Во колку почна се вежба. Така е, во винчунот работиме на себе, го почитуваме противникот од другата страна, бидејќи преку него не идеме напред, се развиваме, развиена етиката, имаме однос према нашиот учител, имаме и заклетва, учителот го следиме, тој не е доживотен учител, дедото Вилијам Чонг, што викаш ти, и да, моралната страна е многу важна во нашата. Ние сме главно одбранбена вештина, така е, и на младите луѓе би им помогнало, но имаме денеска проблеми со трпението. Година-две и ќе се откажат. Кога уште нема сериозно наблегување во апликативните одбранбени техники на како со трпението. Луѓето се денеска таа алфа генерација, вниманието може да го задржиме, статистиката кажа од 3 до 5 секунди максимум.
И како они од овој подкаст ќе видат барем 5 минути, прашањето е. Боже, за ова си го право. Значи, најголемиот проблем кај денешниот човек, не само кај младиот човек, веќе и во постариве генерации. Ние и милениумците, и Така. ние не знам у која група сум јас со 50 години, но Тука сме ние негде. Да. Не, ние сме према младиве поише, затоа што вежбаме, затоа. Да. Се зезам. Најголем проблем кај денешниот човек е фокусот. Што рече вниманието, ајде на наш попрост јазик да го кажам. Фокусот е најголем проблем. Тоа е поради, пак ќе кажам, брзиот технолошки развој, значи брзиот начин на живење. Човекот е дистрактиран од самиот себе си. Цело време е поврзан со надворешната средина. Сакам да видам ова, треба да стигнам вамо. Види, кога ќе го отвориш мобилниот, еден клип да изгледаш оној рил или не знам така, следи следниот, го гледаш следниот, после неколку време ќе видиш дека поминал сат време. Сат време. Сат време си бил на овакво. Значи, сето ова, или она што преска го кажа, ги гледам и млади луѓе што сакаат да спортуваат. Океј, немам ништо против спортот. Све е одлично е тоа. Значи, одличен почеток да почнеш да мислиш на себе, да се свртиш према себе. Ќе става слушалки при трчање или така натаму. Во оние сали за вежбање трешти музика. Ама не можам вика да вежбам без музика. Значи, правиш раздвојување на свеста од телото. Така. Кога ќе направиш раздвојување на свеста од телото, веќе фокусот е на друга страна. Ти немаш добри резултати. Го слушав Шварценегер пред некој ден на еден рил, вика, ќе дојдеа, вика, во теретана, луѓе вежбаа, вика, 3-5 сати, вика. Нема никаков ефект. Значи, многу добро го приметил тоа. Многу добро го приметил. Зошто? Затоа што, вика, фокусот му е на друга страна. Нели, Кога се величести во моментот, телото само си трча како под наредба на умот, а ние сме друг ентитет и нешто друго си размислуваме или музиката не води таа и ние не трчаме. Така е. Само се трошиме тогаш, Што не се е регенерираме. Така е. Што е работава кај Винг Чунот, ајде да кажам и кај боречките системи, кај сите боречки системи. Ти мора да си присутен тука. Така. Значи ти работиш со партнерот. Ти мора да си цело време тука. Значи мало невнимание или губење на фокусот можеш да го повредиш противникот сега. Не знам како, животно. Ако изумнем вниманието, мене да ме повредат. Да учиме тие одбрана и напад апликации. Ми се случува на моменти кога ќе изгубам вниманието, да добијам удар. Го губиш, да. Или ќе направиш повреда, или ќе направиш нема да изведеш техниката како што треба. Точно. Затоа е тука инструкторот, сифуто, да те опомене, што се вели, да ти го врати фокусот назад. И тоа е процес. Кај денешниот млад човек, кај денешниот човек немаш трпение за таква работа. Значи, убаво кажа, ајде ќе земеме да медитираме. 3, 4, 5 секунди мозокот му е на друга страна. Не може да остане веќе тука. А многу се едноставни техниките. Техниките се многу едноставни. Прво и основно што треба да го смириш телото. Затоа при процесот на медитација или на чикунгот. Како го смируваме ние телото со чикунг енергијата наша или живот енергија? Значи, прво имаш пасивен, а после има активен чикунг се вика. Пасивниот чикунг се работи од место во одредена позиција, дали е стоечка, седечка, лежачка или без разлика. Фокусот е свртен према себе, го вртиш фокусот, да кажеме, наедноставно према дишењето, го следиш дишењето. Значи, цело време, ако мозокот отиде на друга страна, мислите нон-стоп ќе ти доаѓаат. Тоа е нормално посебно кај денешниот човек, каде што има дистракција на секој чекор. Значи, мозокот ќе ти отиде на страна, меѓутоа пак сети се дека си во позиција на медитација или чикунг и го враќаш назад. Чикунг значи работа со внатрешната енергија. Значи, во системот, ајде да го објаснам и тоа, во системот на јога и така натаму, значи го работат и кај нас има фокус само на една работа, да кажем. Само на дишењето или фокусирање на тантиенот, на долниот тантиен, средниот, горниот тантиен, без разлика. Значи, во некоја друга прилика ќе разглобиме малце подетално. Меѓутоа, чикунгот е фокус на внатрешната енергија. Имаме чикунг медитација.
Ја вика, таа е она пасивна медитација каде што седиш и се фокусираш на внатрешната енергија. На тој начин го зголемуваш фокусот и ја водиш внатрешната енергија, онаму каде што треба да ја водиш. Има многу да кажам за ова што се вели, ајде, релативно кратко време, меѓутоа човекот не е свесен колку може самиот на себе да си помогне. Нема Но и да бидам си наштети. и Ако да таа си енергија е дисперзирана. Така е, да. Си наштетуваат со тоа што цело време си дистрактиран, цело време надвор. 90, можда и повеќе проценти од денешниве болести, ја велам 99% од денешниве болести се поради умот. Ништо повеќе. Само Начелно се поради. согласувам со тебе. Поради умот. Цело време е тоа. И, ајде, загадување на средината, нездрав начин на живот, тука спаѓа и исхрана, алкохол, цигари и така натаму и така натаму. Значи, меѓутоа 90% е поради умот. Умот те разболува, умот те лечи. Да. Тоа е големата вистина. Да. Што сум ја осетил на себе кога сум почнал да вежбам Винг Чун. Практикував други спортови, не е вештина, спорт, трчање, идење по водно и така натаму, но и така, начин на у тоа време да излегуваш навечер, да пивнеш, да запалиш цигари и така, нели, во фирма секоја година кога имаш лекарско, во истата ординација идевме на преглед и он има досие мое. Првата не, втората, трета година кога направив лекарско, веќе 3 години навлезем во Винг Чунот, они не можат да веруваат која разлика. Сите мои колеги, 10 години помлади од мене, заместува кај мене, вика, ти си имал вакви резултати пред 3 години, што се случило? Сега има нешто друго, да. И тогаш му поверував на мојот учител кој ми кажа, првиот ми учител го Сифу Горанче, дека работејќи Винг Чун низ годините внатрешните органи преку таа внатрешна енергија и таа пасивна медитација ние ги рехабилитираме, ги регенерираме. Тоа е активната. Активниот Чи Кунг е еден чекор, една степеница понапред од пасивниот Чи Кунг. Значи, пасивниот Чи Кунг се работи, например, тој е добар кога почнуваш да работиш, иако си здрав, или кога си болен, пасивниот Чи Кунг е многу добар. Да. Меѓутоа, активниот Чи Кунг е Чи Кунг каде што вклучуваш и телото и умот. Умот и телото ги поврзуваш преку внатрешната енергија. Внатрешната енергија, тоа е дишењето, затоа што во надалечниот исток чи или ки значи и дишење. Така, кај нас нема соодветен збор да го преведеме. Ова ние го преведуваме како животна енергија, чито, како животна енергија, меѓутоа на далечниот исток го преведуваат и дишење. Значи, дишењето е уствари медиум кој што прави поврзување помеѓу умот и телото. Кога ги работиме оние вежби на Чи Кунг или самата Силим Тао форма во Винг Чунот, всушност е таа е основа и база. Таа секогаш се работи. Значи затоа почнуваме со Силим Тао формата на секој час, да кажам. Да. Всушност правиш спој на свеста со телото и на тој начин една координација и еден холистички пристап на самото битие. И тоа е, викаат, медитација во движење. Да, медитација во движење. И тоа, практикувајќи Винг Чун, може да постигнеме, да живееме свесно, секој ден да живееме во медитација. Се што правиме, да видиме овде се возиме кола, тука сме. Сабали идејќи наму, еден куп луѓе видов, каде возат, разговарат на мобилен, или поминуваат на пешачки повторно со мобилен у рацете, или гледа, или разговара. Ние не сме тука. Имаш разговор, застани 2 минути, направи го разговорот, продолжи со работата или со возењето. Спознање на изворот. Што е поентата на таа? Како дојде до тоа да го пренесеш тоа знање што ги имаш таму? Кој е фокусот на таа книга, на тоа твое дело? После повеќе години вежбање во Винг Чунот и навлегување во таа духовна страна, да ја кажам, на кунг футо и на источната филозофија, дојдов до идеја и повеќе години практикување на овие вежби што преска ги спомнав. Значи дојдов на идеја да направам една така, да ја кажам, книга која што е
не е еднаш да ја прочиташ, него да ти служи како водилка или да влезеш во самиот систем, да ги заинтегрирам читателите, да почнат нешто да работат, и го напишав спознание на изворот, значи тоа моје дело го нареков така, бидејќи пак ќе кажам и на почетокот, она што почнавме да го зборуваме за Винг Чунот, секогаш трагаме кон изворот. Оној што е паметен, секогаш ќе пие од изворот, нема да пие од реката долу, затоа што знаеме како. Да, многу бокашано, баш ми се допаѓа. Баш е така, баш е така. Значи секогаш ќе го бараме изворот. Во книгата буквално го посочив изворот кај се наоѓа и како треба да го спознаеш самиот извор. Тоа е работа на себе и работа која што ќе те врати према себе. Немој да бараш ништо надвор од себе. Сите одговори се во самиот тебе. Јас ќе кажам една работа. Ќе се изразам, иако не сум религиозен, во ниедна религија не припаѓа. Ќе кажам, ајде со некои религиозни зборови, Бог не треба да го бараш надвор. Бог е во тебе. Кога ќе се свртиш према себе, ќе го спознаеш и Господ. Затоа реков, ајде да не биде и религиозно, да можат и други да сватат, значи го бараш самиот извор. Изворот е во самиот себе. Да. Секој од нас е креација на Господ. И често знам да кажам, тоа што го направил Господ вака како што изгледам ја, дали ја можам да го направам подобро преку сите тие модерни дотатоци? Не. Но имам обврска тоа што го направил Господ како моја како креација, јас денес кога да постам и ти, да го чуваме. Телото е нашиот храм, да го чуваме. Таа не е само единствената обврска, да се чуваме себе си, нашето тело е возилото со кое ќе го поминеме целиот наш живот на оваа планета. Колку Винг Чунот помага во избор, во професијата, во релациите со другите луѓе, во менаџирање со стресовите во времето во кое живееме. Стресот е вечен, секојдневен пријател, просто без стрес нема човек кој не го користи тоа. Или еве денеска сабе пред сите луѓе кои ги видов, предадом нови подкаст, колку е на надвор депресивно времето. Ова сега не чека месеци, што кажате на почеток, ние што вежбе тоа така не го гледаме. Да. Баш така. Колку Винг Чунот тука може да помогне да ги мотивираме луѓето? Па Гледачите. Не да може да помогне, него пак ќе кажам може да го смени, ако колку повеќе луѓе вежбаат Винг Чун, мислам дека толку повеќе ќе го смениме и светот на подобро, се разбира. Се согласувам. Да. Што е цела работа? Кога ќе почнеш да се спознаваш себе си со вежбањето на Винг Чунот, кога ќе почнеш да се спознаваш себе си, кога ќе почнеш полека да се оттргнуваш од надворешните овие дистрактори, да ги кажам, она што цело време тија носи свеста на друга страна и така натаму, толку повеќе ќе сватиш дека некои работи не можеш да ги работиш на сила. Луѓето денеска трчаат да заработам пари. Еве да кажеме по материјално тоа. Значи, не велам дека не треба. Материјалното е многу потребно. Многу потребно за да исто така и духовното да. Меѓутоа овие две работи треба да одат заедно. Не може да не предничи едно. Така е, да. Меѓутоа луѓево денес чекај да заработам пари. Знаеш како е тоа? Колку повеќе се држиш за нешто, еве ќе се изразам како еден голем филозоф од западот, што вика земете Алан Воц се вика. Да. Омилен ми е во последно време, да кажам. Вика земете песок во рака и стегнете колку можете посилно. Вика ќе видите дека ќе почне да, значи колку повеќе стегаш, толку побрзо вика песокта ќе ти излезе од раката. Не можеш вика некојаш треба да оставиш животот да ти ги донесе работите на тацна, што се вели онака. Ти не треба да бидеш пасивен и да седиш од страна и ништо да не работиш, меѓутоа да работиш, а не со оној жар на
да кажам, на тврдоглавост, на удирање со главата во зид и така, ова мора да го направам, мора упорност. Денешниот живот ги учи луѓето да бидеш упорен, животот е тежок, мора да се бориш во Или животот системот. и така. Да, системот ги учи, да, токму така, убаво го кажа. Значи, некогаш треба да ги оставиш работите, да работиш, да дадеш она што треба да го дадеш и да оставиш полека, можеби тамо што се вели универзумот ти ги затвара вратите, на друго место ќе ти ги отвори. Да, тука кажа на голема вистина, што ја би додал само нешто ако се огласуваш. Работејќи на себе, практикувајќи Винг Чун, фокусот да биде према нас, да станеме трпеливи, да владееме со себе. Так, Кога владееме со себе, се признаваме себе и имаме други односи со другите околу нас, но ние имаме комуникација со универзумот. И тогаш не сме во ситуација да мораме да се бориме во животот, него нашите мисли се поврзани со телото, не се одвоени, како со кога трчам и слушам музика. И тогаш ние со мислата и со нашата енергија, читок, него креираме нашиот живот или нашите цели. Така, токму така. Да. Така да не е воопшто наивно да се започне со Винг Чун. Има ли врска добата на возраста на живење? Која е најдобрата доба за најмладо детенце и најстарата? Да може некој тек сега да каже, сега почнем со Кунг Фу Винг Чун. Нема некоја посебна доба кога како што, меѓутоа има само што се вели чиста волја. Јас обично милувам да кажам кога ќе 5-годишно дете може да почне или треба барем некој минимум на години од најмал, ајде за вака, значи за деца што се, да кажам, според мене негде предшколска возраст, мислам дека Винг Чунот е малце како да кажам на повисоко ниво. Тие деца според мене не треба да ги ставаме во некој систем, да кажам. Тие деца треба да ги оставиме слободно. Јас така барем мислам. Како ние што сме работеле со топка, фудбал надвор и така натаму. Значи, едноставно детството да си го живеат онака како што треба. Одлично кажано. Според мене. А кога ќе влезат, ајде да кажам, во системов на образование, полека стекнуваат некоја навика на обврска да имаат. Ете, има обврска да стане сабале, да отиде у школа, има обврска да учи и така натаму. Значи, полека можеме да го воведуваме во боречкиот систем, во Винг Чунот. Постепено. Сега, не е некој друг да ни го направи фокусот, меѓутоа Винг Чунот ќе му помогне да го зголеми фокусот и во учењето, затоа што на младиот човек му треба, бидејќи он вапи со една животна енергија, постар човек тоа го нема. Меѓутоа, младиот човек, бидејќи вапи со таква животна енергија, не можеш ти да го ставиш во некој сиден, он да седи сега во клупа и цело време. На него му треба и физичка активност. Затоа, Винг Чунот е добар кај помладиве, нормално кога ќе тргнат на школа, да почнат да ја смируваат таа енергија, да ја смират енергијата преку вежби, физички вежби, меѓутоа вежби кои што се прецизирани како треба да се работи. Не онака расипање на енергијата, као фудбал кога играме и така натаму, кошарка, па ќе се измориш, па ќе легнеш и така натаму. Овде имаш една дисциплина преку физикусот. Нормално го вежбаш и менталниот. Да, ова се го спомни и ме подсети, кога сум правил тестирање, кога вежбам Винг Чун, посебно истегнувачкиот дел. И ако зборам или мислам друго, јас се осеќам уморен после тренингот. А ако истегнувам, кај нас е многу важен делот на истегнување. Ако сум цело време во секој истегнување, овде и сега, ја после колку да бил сум предвидел на тренинг за себе, не се осеќам уморен, него се осеќам одморен и свеж. Тоа е повторно на што рековме, возиме, трчаме, овде и сега да бидеме во секој чекор што го газиме. 60 годишен човек, има шекер, има притисок, укочување на грбот, го боли кичмата, има вишок на килограми, има погрешен начин на исхрана. Дали он може да влезе во Винг Чунот? Има ли предиспозиции? И ако влезе, дали ќе му се случи нешто и колку треба време, ако нешто се случи со тој процес да се отиде назад, ако така влезе, тоа само ќе расте. Така. Пак ќе кажам, значи, холистички секојаш сум гледал на работиве, нормално кога го изучив целиот систем. Значи, холистички.
човек од 60 години Wing Chunот ќе му помогне, да не кажам, преку 80%. Храната е многу битна. Значи, исхраната е многу битна. Денешниот човек не може да свати дека треба сам на себе да си биде свој доктор. Немој да чекаш доктор да те лечи. Да. Доктор може да ти помогне. Значи да ти помогне. До тебе работава дали ќе се излечиш, дали ќе прифатиш да се храниш правилно. Сега пак ќе навлеземе во друга тема, тоа, да, дали да влезе, значи да се храниш правилно, да вежбаш нормално, да го фатиш онај природен биоритам, да легнуваш на време, да стануваш на време, што се, значи да му дадеш онај биолошкиот часовник, да го вратиш, затоа што ние сме дел од овој универзум, дел од природата. Не можеме да живееме одвоено од природата. Да седиме после 12 часот да работиме било што и после ќе легнам во 3, па ќе станувам во 12 часот утредната и така натаму. Значи биолошкиот часовник е тотално пореметен. И нормално пак ќе кажам, многу битен е онај ментален дел. Да, но ќе каже како ја сега убаво кажува гостинов во подкастов Сифу Предрак. Како ја сега да го откажам чипсот, чоколадата на 60 години, како да откажам ракијата, шприцерот, навечер Кока-кола, смоки со некој во филм. Дали Wing Chunот ако почне да го практикува ќе му зголеми таа ментална дисциплина, да полека ги да ја коригира исхраната. Дали Wing Chunot практикува ќе не прави ментално појаки. Така е. Да за подобро да го чуваме своето тело. Така е. И тој шекер да му исчезне, тој прицок да му исчезне, со викаш 80% ќе му помогне. Така е. Сите овие што ги спомна, да ги кажам, оние супстанции кои што ги конзумира денешниот човек, алкохол, цигари и така натаму, тие супстанции се кои што создаваат зависност. Значи, каде е зависноста? Зависноста е во мозокот. Значи, мозокот е тој кој што ги води луѓето денес. Меѓутоа, ти кој ќе го дисциплинираш умот, значи, Wing Chunot ако го практикува го постигнува. Нормално, да. Значи преку тие физички вежби, тие ментални вежби и така натаму, присутноста во самото вежбање и така натаму, кој ќе го дисциплинираш умот, ќе можеш многу полесно да се отргнеш и од овие работи. Посвесно ќе ги сваќаш работите, значи фокусот ќе ти биде позголемен и така натаму. Кога ќе одлучиш на крај, сите знаеме дека цигарите се штетни. Секој знае, алкохолот дека е штетен. Но сме меѓу лидерите од 10 земји во користење консумирање на цигари. Ете. Значи, јас се запрепастувам денес кога ќе видам деца негде, ајде да кажам, во онај тинеџерски дел од животот кај што го водат. И тоа од прво до 8 одделение, до 9 сега, не знам колку. Значи ги гледам со оние електронски цигари. Да, како се викаш, има еден нивни нов назив. Да, ајкоси, оние, не знам како ги. Овие некои со мирис на овоштие и има еден, како се каже тоа, како не пушење, него друг на термин имаше и киркичката мама вика, бе тато, тоа и тоа го прават и кај нас си во 8 одделение. И добре што кажува да можам да објасниме дали е тоа пожелно и значи тоа уште од 9 одделение, од 8 одделение потушува тие навики. Така е, меѓутоа луѓето треба да знаат дека тие цигари, тие електронски цигари, некоја антиреклама ја мора да направам. Значи тие електронски цигари, тие се многу поштетни од овие обични цигари. Него знаеш, тоа ми е прашањето. Дали таков е системот, така нас не, тоа е такви се и инфлуенсерските ситуации, порталите. Прва година кога стана децата, поголем број од нив станале припадници на алкохол, ајде лагано, на цигари, него на вежбање, па посебно на конфу, на планетава вежбата 0,03%. Као системот да не води во тие правци. Или потрошачкиот систем. Да се чудиш. Така е, да. Посебно кога еве веќе го сменивме овој физичко воспитување кога да не е важен предмет. Токму така. Кога да тој спореден предмет. Да, а тој може би треба да биде најважен, поважен од математиката по мене. Да. Па види, баже и порано имаше јас кога бев тинеџер исто, значи имаше тоа кој пушеше цигари, беше голем фраер и така натаму. Меѓутоа денес
тоа се го прави овој модерен начин на живење и ајде да кажам општествен начин на живење, на самиот систем го прави, значи оној капиталистичкиот начин да се продаде, да се направи поголем профит Но и више така се натаму. конзумерите една опција да влезат како фраери или да бидат прифатени, но дали тоа значи понизок степен на самодоверба во себе? Образовниот систем не создава самодоверливи деца, откриени своите таленти. Дали винчунот ќе помогне да ја верувам во себе? Јас знам, него така, за гледачите. Сигурно. Јас во неколку наврати на мојот Facebook профил таму пишував, велев дека една основна работа што треба да се направи во образовниот систем, основна работа, прво треба да се воведе физичко воспитување секој ден да имаат деца. Без разлика од прво одделение до 4-та година. Значи во тинеџерскиот дел. Пак ќе кажам, Кога тие се развиваме, растеме. токму така, тогаш човекот има најмногу енергија. Не можеш ти да му кажеш на она дете да седи во клупа, а он мрда сами му мрдаат нозете, он вапи со енергија. Он мора да ја истера некаде таа енергија, да ја канализира таа енергија. Па за да седне да учи. Значи физичкото воспитување е најбитната компонента во образованието. Кој сака нека зборува. се согласувам со тебе. Кој сака не е математика, физика, не знам што, не, хемија, не знам што. Посебно у време на ChatGPT. Така е. Само треба да научи да Да, користи ChatGPT само да све знае ќе му реши секоја све. задача, Да, секоја буквално информација ќе му даде. Така е. Ама не може ChatGPT да напри за него како да научи да Така. го чува своето тело, својата енергија, да канализира начин на здрав живот. Така. Сега, во тие часови на физичко воспитување и надвор од образовниот систем кога детево е слободно, можат и внатре да се внесат некои часови на или да се земат вежби од самиот винчун, од кунфуто и така натаму, да се воведат таму. Тоа е сега се до самата програма како би изгледал. Меѓутоа, кога ќе завршат часовите во слободното време, детево треба секогаш да има некое хоби. Ја пак ќе кажам би препорачал, значи Исто јас. да. Исто јас. Да. И па да те вратам на тоа ми делата приказка интересно да развијам. Имам 60 години, Така. имам 120 килограми, висина 183, значи веќе тоа кажува дека сум со надмашена тежина. Имам зголемен шекер, како се вика тоа, 15-16, мислам, така нешто, 6 или 5-9 е дозволено. Да. Имам крвен притисок 120 мал со 180-200 висок. Тешко дишам, не можам по скалите да се качам. Секој чекор ми е тежок и сега на 60 некако се убедувам, те гледам тебе и Баже како го разговара тоа и ја решам да почнам да идам кај тебе да учам Винг Чун. 3 пати неделно, полека и ја вака така на 65 години уште сум Винг Чунот. Како тогаш би изгледал Баже? После 5 години практикувајќи во твоето студио Винг Чун, кои ќе бидат луѓето сликовито да го видат тоа? После 5 години вежбање на Винг Чун, упорно вежбање, зборам редовно вежбање. Да, 3 пати неделно, редовно, ако е таа програма, или така. 9-6 часа беа годишно, а он после самиот ќе го зголеми тоа. Така. Прво, ќе се осети со многу повеќе енергија. Една работа. Второ, ќе почне и физикусот да му се менува. Значи, Нема да има веќе 120 кг. Веќе нема да има 120 кг, полека ќе почне и физикусот. Затоа што со вежбањето на Винг Чунот, пак ќе кажам, ја зголемува свеста. Тука се и инструкторите, мајсторите и така натаму, Да, кои што сам на себе, така е, точно. да, кои што ќе му дадат насока што е добро, што не е добро. Види, за човек кој што никогаш не вежбал, а е во подминати години, социализацијата е многу битна работа. Таму има една енергија каде што ќе те понесе, ти не можеш да седиш на страна и да бидеш таков, да си го тераш животов, а другиве ги гледаш работа, значи те понесува таа енергија. Дома сигурно нема сам да почне да вежба. Да се разбереме, ни типа да сака нешто, тој ќе се мачи да промени нешто, ќе гледа, ќе гугла некој си тамо диети, вакви или Притисокот онакви. дали ќе го изгуби? Дали притисокот сигурно Шекерот дали ќе пие уште токму апчиња? Значи, полека, ако се придржува до инструкциите... Замислуваме дека све се придржал ти. Од 6 до 65 на све што кажуваш, ти се придржувал. 100%. Као, и он значи ќе изгледа со Еве нов... ќе кажам, бидејќи бев и дел од проектот 8К, многу добро
Јас бев задолжен за оној дел за вежбање и така натаму. Докторката беше задолжена за храна, за совети и така натаму. Значи, гледав случаи кои што доаѓа на 5 и повеќе лекови, меѓу кои беа и шеќер, значи лекови за намалување на шеќерот, на притисокот и така натаму. После направивме еден проект тамо кај што 3 месеци беа подвргнати, значи 3 месеци беа подвргнати, испитаничка група се формираше. Значи скоро сите беа тргнати од лековите. Значи ова уште тогаш се работеше, беше емисијата и на сите на телевизија и така натаму. Значи јас бев сведок, а и гледачите беа сведоци дека луѓето во колку се придржуваат, значи многу брзо можат да си го вратат здравието нас. Меѓутоа пак ќе кажам, се е до волјата. Волјата се постигнува преку дисциплина на умот. Значи пак ќе кажам, до умот е работа. Убаво кажете, умот разболува и умот лечи. Тоа може да биде наслов на нашиот подкаст денеска. Многу убаво кажано и со голема порека. Да, 60 годишен човек на 65 ќе стане така и ќе се посуства како повторно да е роден и повторно да има како да има нов живот. Тоа не е мала работа. Луѓето на тие години ќе се предаваат. Јас сум стара. Не би те прашал како изгледа исхраната на еден сифу, но повеќе би те прашал како треба да изгледа исхраната на денешниот човек. На денешниот човек. Тргнувајќи од исхраната на сифу. Да. Имаш една реклама ја дава на телевизија, сега зашо беше тоа? Цело е кога има се. Да, цело е кога има се. Кога има се. Пак ќе кажам, холистички пристап кон се буквално. Не можеш само со храна да постигнеш нешто, а не можеш ни само со вежбање, а да ја занемариш храната да постигнеш нешто. Тоа е така. Значи, овие работи мора да бидат буквално, мора да бидеш целосен. Значи, во се, кога ќе почнеш да вежбаш, затоа е добро прво да се почне да се вежба, за да се зголеми свеста, кој ќе се зголеми свеста и фокусот, тогаш ќе можеш и овие другиве работи. Ние, пак ќе кажам, преку проектов гледавме луѓе кои што не вежба, се придржува се и после на крај се откажува. Затоа што слаби се во умот. Она преска што го кажа. Да, така и со диетите. Прво има резултати и после известно време после се враќа на и повеќе од тоа што го изгубил. Така. Тоа е само привремено. Привремено е, да, резултати. Значи храната не е само доволно ако не се вежба, но како изгледа храната? Ајде тогаш на тебе, на сифу. Ќе кажам, значи како го почнеш денот? Сега ќе ти кажам како. Значи буквално кога станувам са бајле, почнам со вежби. Значи обавезно. Прво телото, ги отварам сите енергетски центри, да ги кажам сите енергетски канали и така натаму. Меридијаните, така е. Значи ја почувствуваш енергијата внатре како се движи и така натаму. После тоа јас лично половина од 40 минути до половина час. Некој ќе рече кај имаш време и така, меѓутоа и за времето ќе зборуваме. Значи работам вежби на дишење. Имам нешто да видам на Чи кунг вежби, значи дел од чи кунгот се тие, значи вежби за дишење. И после тоа почнувам денот обавезно со овошје нешто, хидратација, некој смути или така натаму, зависи што ќе направам, или чај некој и така натаму од сабајле. И после тоа негде околу 10 часот така доручек. Значи земам доручек, не ми се јаде до 10 часот. Значи го слушам телото и организмот. Ти си секој постојано во комуникација со своето тело. Така е, да. Значи кога ќе огладнам, земам да јадам. Меѓутоа пак кога сме кај делот на хранава. Храната треба да биде јас ја гледам од енергетски аспект како изгледа. Значи не е она западњачки протеини толку, јагле хидрати толку, значи микро, макронутритиенти, витамини, минерали и така натаму. Значи која е енергетска храна? Она храна или чи храна, ајде да ја кажам така.
Значи, онаа храна која што е природна. Храна која што не е запакувана. Храна која што е пакувана, колку повеќе има поминато низ процесот на обработка, таа храна веќе ја нема таа енергија таму. Да, ги има тие протеини, јаглехидрати, не знам, витамини и така натаму, меѓутоа е храна без животна, ја нема таа животна енергија. Значи, храна која што е од, да кажам, од нивата земена до трпезата однесена, таа е најдобра храна. Затоа што таа храна ја има таа животна енергија. Ние функционираме на таа животна енергија. Можеш, ако беше пакувана храната, значи ако користиш таква храна, ќе можеме да живееме и на апчиња. Зошто да јадеш? Земаш апчиња. Да. Тука е најголемата заблуда. Денеска суплементи се земаат, мислам, што да ти кажа. И се препорачуваат прашаци, вакви и така натаму. Еве, например, оди да вежбаш во некоја теретана тамо и ќе ти кажат, затоа зборам, ќе ти кажат таму, види, за да добиеш ова ќе мора да земеш и ама ова е природно добиено од цурутка и не знам. Другар, се што е спакувано внатре, се што тоа нема животна енергија во него. Да се разбере. Е мртва. Мртва храна е таа. И ти можеш еден период да живееш на таа храна. Да. Можеш, меѓутоа ќе се разболиш сигурно. Сигурно ќе се разболиш. Нема да бидеш животно енергетски како што треба подигнат и така натаму. Можда ќе изгледаш и добро од надвор, меѓутоа органите внатре нема да видат како што треба. Да. Полека за жали нашиот време на овој подкаст се истенчува. Теми има многу со тебе да се разговарат, секако пак ќе ни бидеш гостин. Како што планирам, сите што ми биле гости повторно да се идем со нив, но уште подлабоко. Пред да завршиме, ќе ни дадеш ли една главна мисла, главна порака за нашите читатели, гледачи? Така. Порака до секој, мотивирачка. Порака до секој да земат да работат на самите себе, затоа што на овој свет сме дојдени за да се спознаеме себе си. Најголемиот бенефит е кога ќе се спознаеш самиот себе. Често да го збориме овде, да. Браво, секоја чест. Да. Значи, животот е едно искуство дека една, ајде да кажам, филмска лента која што се што ќе ни се случи е искуство, од кое што треба да земеме некоја поука. Меѓутоа, кога ќе се спознаеш самиот себе си, ќе видиш дека и животот е многу лесен и многу убав за живење. За да си го олесниме животот, треба да се спознаеш самиот себе. Си го предак секој чест за ова што го кажа на крај. Да. И јас се опушти со подкастов. Разговор со тебе, раците ми стана топлико да сум вежбал Винг Чун со тебе. Благодарам на овој убав разговор, на поканата, на сева што него сподели со нас, бидејќи твоето искуство од 30 и кусур години не е за занемарување воопшто. Винг Чун племенита вештина. Ти посакувам и понатаму успех во создавање нови практиканти, внесување, создавање нови учители, инструктори и така натаму, ученици кои ќе ги изведеш на патот на инструкторско ниво и така натаму, кои ќе шират нашата дисциплина, тоа е благородна и хумана мисија имаш ти. И имаш моја поддршка, секако. И сум среќен што сум ја дел од таа екипа. Помлад. Така, ти благодарам боже што ме покани, како што речи ти си дел од ова и еден од ретките кој што е, да кажам, освестен и ги гледа благодетите на вежбањето, на Винг Чунот, на оваа боречка вештина, на оваа филозофија и продолжи само вака затоа што на овој начин сметам дека ќе освестиш многу повеќе луѓе, многу повеќе млади луѓе, затоа што младината е иднината на останал светот, така. Така е, да. Така да правиш едно големо дело со благодарам. Се најдобро. Драги гледачи, што гледате овој подкаст и овде има што да се научи од нашиот денешен гостин Сифу мајстор Предраг Петрски, Кунг-фу Винг Чун. Не би зборел ништо повеќе него. Започнете да вежбате Винг Чун.
најважната работа во нашето живење можеби е да се спознаеме себе си. Кога се спознаеме себе си, што кажа нашиот денешен гостин Сейфу Предраг? Животот ќе видиме колку е лесен и колку е убав. Или ја би рекол колку е, тоа често го кажам и со моите клиенти, колку е магичен. Животот е магија. Да, животот е борба, но ако се спознаеме себе си, легуваме во тоа што вика Сейфу Предраг, колку животот станува убав и лесен. Ве поздравуваме до нашето следно гледање. Се најдобро.